Ова утро да си кажеме за бизнис амбиентот во Македонија. Гостин на оваа тема е Орце Симов, подпредседател на Сојузот на стопански комори. Господин Симов, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам на поканата. Како би ја оцениле на почетокот една генерална оценка да дадеме на деловната клима во Македонија во моментов? Во моментот деловната клима во Македонија е исклучително тешка. Ние се наоѓаме во пост-ковид економска криза. 2020 година имаше голема светска криза, каде што светската криза, рецесија се намали за 3,27%. Македонската економија 2020 година се намали за речиси двојно од тоа, за 6,1%. Нашите економски резултати 2020 година исто така речиси беа двојно послаби од 6 земји од Западен Балкан, кои што има пад на економијата од 3,2%, со нашиот пад од 6,1% значително влијаевме да тој просек од 3,2% е многу поголем. Србија, да речеме, 2020 година падот на економијата беше само 0,9%. Потоа 2021 година започна некое заздравување на економијата, заздрави и македонската економија. Светската економија се опорави и порасна за 5,8% 2021 година, додека во Македонија растот беше 4%. Растот на економиите на земјите од Западен Балкан беше исто речиси двојно поголем од македонската економија. Добро, навлеговте многу во елаборација на статистика и на статистички податоци. Сега сме 2023. Вие се вратите многу назад. Сакам да дадам еден осврт, после тоа дојде енергетската криза 2022 година, ние плаќавме значително повисоки цени на енергенсите. Во моментот македонската економија, значи во таа пост-ковид криза, енергетска криза и строшеност на компаниите се соочува со повеќе проблеми, повеќе негативни фактори влијаат на лоша економска, недобра економска ситуација, тие се недостиг на човечки потенцијал, нарушен глобален синџир на снабдување, висока цена на енергенси и висока инфлација, кои што негативно влијаат на амбиентот и намалуваат ликвидноста на компаниите. Добро, вие како Сојуз на стопански комори генерално ја следите економската клима и соработувате, веројатно имате комуникација со надлежните. Кога се донесуваат законите, во изминатиот период беа донесени неколку сета на мерки за ублажување на енергетската и на економската криза. Како би ги оцениле тие мерки и двонасочна ли е комуникацијата со надлежните? Ве слуша ли нешто владата кога ќе ви држи ли зборот на тие состаноци кога нешто барате како комора? 2022 година не беа донесени некои значајни мерки кои што се однесуваа на економијата. Имаше некои мерки кои што беа донесени во октомври 2022 година и тие повеќе беа социјални мерки, повеќе се однесуваа на олеснување на животот на граѓаните. За економијата имаше многу, да речеме, мерки кои што имаат мало влијание на принципот и начинот на работење на економиите. Тука беше зголемување на опфатот на компании кои што можат да аплицираат за гарантната шема на гарантниот фонд на Македонија. Имаше многу мала сума, 5 милиони евра бескаматни кредити, консултантски услуги за воведување на обновливи извори на енергија и така натаму. Тие економски мерки незначително влијаеа на подобрување на бизнис климата во Македонија. Ние очекуваме посуштински мерки. Ние сме свесни дека владата, државата не располага со неограничени економски ресурси и финансиски средства и дека може да дели финансиски средства на компаниите, тие да не работат, да добиваат финансиски средства, а понатаму тие да обстојуваат. Ние очекуваме суштински мерки. Тие суштински мерки можеби не даваат инстант резултати, тие се мерки што се однесуваат и даваат резултати на малце подолг рок, а во суштина се тоа да државните институции и не чинат финансиски средства тие мерки што ние ги очекуваме. Државните институции е многу битно да почнат да го работат тоа што треба да го работат и да го прават тоа за што се основани. Очекуваме електростопанство на Македонија да не постои за да вработените земаат плата, за да има управен одбор, за да има менеджмент кој што има разноразни привилегии, туку да постои за да произведува електрична енергија. Ние 90-тите години сме тоа време државното електростопанство во целост ги покривало потребите на Македонија, додека сега покрива само 30% од потребите на граѓаните на економијата. И затоа имаме високи цени на енергенсите, нафта и газ немаме, дополнително сме оптоварени со тоа што не произведуваме доволно електрична енергија и за таа цел
плаќаме значителни финансиски средства во странство кои што изнесуваат и неколку милиарди евра годишно. Значи очекуваме тие да почнат да превземат мерки, да произведуваат електрична енергија, да ги задоволат потребите на стопанството и дури да извезуваат електрична енергија. Например, Бугарија ланската година извезе 9000 гигават часови електрична енергија, со што внесе значителни девизни средства во бугарската економија. Додека ние трошиме само 8000 гигават часови електрична енергија година. Они извезе повише од нашите потреби. Очекуваме исто така други институции да го работат тоа за што се основани. Фондот за здравство да овозможи здравството да функционира, боледувањата да бидат навработените на терет на Фондот за здравствено осигурување, не да се префрлаат обврските кон компаниите. Компаниите плаќаат здравствено осигурување на вработените, кога доаѓа во случај на боледување, тие обврски треба да бидат преземени од Фондот за здравство, а обврските полека се префрлаат кон компаниите. Прво 15 дена компаниите плаќаа боледување, па се зголеми на 21 ден, сега се зголеми тоа на 30 дена. Значи, државните институции не го работат тоа за што се основани. Ми кажавте се во еден здив, не ми дозволивте ниту да ве прекинам. Веројатно имате многу голем број забелешки во однос на работата на институциите и голем број барања од надлежните. И затоа и вака многу емотивно настапите во одговорот на првото прашање. Ајде додиме со ред. Го спомнавте електростопанство на Македонија. Деновиве е актуелна набавката на газ по значително повисока цена од моментално пазарната. Еве како вие како сојуз на стопански комори кој обединува голем број на компании кои плаќаат данок редовно, гледате како се трошат државните пари за набавка на енергенси по цена која не е моментално пазарна, туку е значително повисока од пазарната. Тоа се пари на граѓаните, за неколку месеци се потрошени неколку милиони евра повеќе од колку што требало да потрошиме, да извеземе повторно за да увеземе енергенси. Значи одлив на пари од државата. Да, тоа ќе има свој фидбек и свој резултат. Резултатот ќе биде и зголемување на дефицитот на надворешната трговска сметка и немање средства за инвестиции. Не градење на капацитети кои што ќе произведуваат електрична енергија. Ние најголемите капацитети за електрична енергија сме ги направиле пред 40 години. Тоа се 80-тите години РЕК Битола, РЕК Ослома и 88 година ТЕЦ Неготино. После тоа имаме направено неколку мали енергетски капацитети. Значи, високата набавка на газ, увозот на мазут, увоз на јаглен, 1,5 милиони тони јаглен годишно се увезува, не се произведува, не се вади во рудници во Македонија. И сето тоа кој ќе се додаде на тоа дека последните 2 години за по 15% се намалува производството на електрична енергија. 2019 се произведени 4200 гигават часови, 2020 3600, 2021 3100, значи 15% континуирано намалување секоја година. За 2022 се уште немаме резултати. Крајниот ефект од тој принцип на работење ќе биде немање капацитети, немање капитални инвестиции, едноставно неизвршување на функцијата и на тоа што треба да го прави електростопанство на Македонија. За да го поедноставиме одговорот и малку да го скратиме, кога ве прашав за оценка на деловниот амбиент во Македонија, која би била генералната оценка? Преодна оценка давате како сојуз на стопански комори или незадоволителна е оценката каква е моменталната економска клима во земјава и би се надоврзал на тоа исто така за оценка би побарал како државата ја менаџира енергетската криза. Бидејќи дадовте долг елаборат. Економската состојба во Македонија не е добра. Ние можеме да кажеме дека е одлична, меѓутоа параметрите покажуваат дека економската состојба во Македонија не е добра. Како што спомнав, 2020 година македонската економија беше во рецесија дупло поголема од светскиот просек и од 6 земји од Западен Балкан. Еве да не се споредуваме со развиените земји, ние со другите земји од Западен Балкан, Србија, Косово, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, имаме слична економија, сличен менталитет. Нашиот резултат како општество, како народ, влада, држава и сето тоа бил двојно полош. 2021 растот ни бил двојно послаб. Значи тоа кажува каков е деловниот амбиент во Македонија. Не е добар и просторот за подобрување тука е голем, треба да донесеме суштински мерки кои што ќе дадат резултат на подолги рокови, не бараме да ни се даваат финансиски средства, туку државните институции да почнат да го прават тоа за кои што се основани и за кои што и тоа што е нивна цел. Агенции, државни, министерства, фондови и така натаму. Како државата ја менаџира енергетската криза?
Имајќи го предвид се она што го кажавте Да. за набавка на газ по значително повисока цена, набавка на струја исто така. Енергетската криза се менаџира така што одлеваме значителни финансиски средства и од државниот буџет и од буџетот на компаниите за набавка на енергенси. И тоа изнесува околу 1,5 милиарда евра 2022 година имаме потрошено за увоз на енергија. Ние сме енергетски зависна земја, нафта и газ немаме, тоа го увезуваме. За жал, како генерација не сме способни да произведеме ни електрична енергија толку колку што ни е потребно. Пред 30 години, 90-тите години кога се осамостојувала Македонија, сме произведувале, сега не можеме да произведеме. И се менаџира кризата така што се трошат големи финансиски средства и електричната енергија кај нас во Македонија е највисока. Тие што се на регулиран пазар, исто така компании на регулиран пазар плаќаат многу поскапа електрична енергија од околината. 279 евра е мегават часот во скапата тарифа, 220 евра е во ефтината тарифа, во Бугарија е 128 евра, Србија сега е околу 90 евра, Босна беше 66 евра и така натаму. Значи тоа се условите во кои што треба да стопанисува нашата економија. Поради тоа што немало развојни мерки, развојна програма, не се спроведувала стратегијата во електростопанство на Македонија последните децении од осамостојувањето навака, резултатите стигаат сега, тоа е увоз на скапа енергија и неповолен импут за македонската економија со која што таа е неконкурентна и на светскиот и на околниот пазар. Имаше повик до компаниите да се пријават на повикот за субвенционирана цена на струјата, за да ги намалат цените на нивните производи. Потоа, како обид да се ублажи и да се запре инфлацијата, дали тие мерки даваат ефект, дали вашите членки добиваат субвенционирана цена на електричната енергија? Во светот се појави инфлација, се сметаше дека таа ќе биде транзиторна инфлација и дека брзо ќе помине, меѓутоа таа инфлација се задржа многу подолг период од што се планираше. Во сите земји од целиот свет има прилично висока инфлација, но кај нас во Македонија е многу поголема инфлацијата, некаде околу 20%, додека во Европа е околу нешто помалку и од 10% инфлацијата. Ние прехранбената индустрија ја доби само таа повластена цена на електрична енергија од 80 на евра за мегават час. Не влијае само електричната енергија во цената на производство на прехранбените производи, тука се и други суровини кои што исто така имаат висока цена. Работната сила значително се покачи, трошокот, платите на работната сила и така натаму, за тоа што добија они одредени поволности при за купување на електрична енергија. Според наши информации, од 600 компании кои што се во прехранбена индустрија, 300 се пријавени за таа мерка и има одредено намалување на прехранбените производи. Прилично строго ја рецензирате работата на државата и изнесовте доста критики во изминатите минути. Не го спомнавте високиот степен на корупција. Вам како на бизнис ви пречи ли високиот степен на корупција, кој е нотиран и од меѓународните агенции и странскиот фактор, или пак сте некако помирени со таа ситуација? Не искажав дека критики кон државата, туку ја кажав реалната состојба. Бројките ги кажав јас, тие бројки покажуваат дека кај нас ситуацијата не е добра. И ние за да подобриме нешто мора да бидеме свесни за тоа. Ако мислиме дека сме најдобри и дека не треба ништо да менуваме, тогаш нема ништо ни да направиме. Корупцијата создава неповолни и нееднаков амбиент за работа. И затоа на долг рок корупцијата значи дека нема да има развој на економијата и економијата нема да има перформанси како што имаат земји во кои што нивото на корупција е многу помало. Така што државните институции треба да посветат максимално внимание, а тоа не чини никакви финансиски средства, само треба да се работи работата што е предвидена, вработени веќе има, платите за нив се даваат, се одвојуваат средства од буџетот и треба нивото на корупција да се намали на минимум, јавните набавки да бидат доста транспарентни, да бидат еднакви за сите, да не се поставуваат услови за учество на јавните набавки со високи критериуми кои што не ги исполнува речиси никој или се наменети само за одредени компании. Инаку, многу параметри покажуваат дека кај нас ситуацијата не е добра. Да речеме и индексот на човечки потенцијал. Светска банка изработува еден Human Capital Report. 2020 година е последната ревизија. Македонија е последна земја во Европа со најнизок индекс на човечки потенцијал. Нашиот индекс на човечки потенцијал е 0,56
и нема друга земја во Европа која што има послаб индекс на човечки потенцијал. Тој индекс на човечки потенцијал се однесува на децата што се родени сега и каков капацитет, интелектуален, работен, менталитет они имаат кога ќе станат полнолетни, значи после 18 година. Ние сме последни во Европа. Косово е со индекс поголем од нас 0,57, Босна е 0,59, Бугарија 0,61, Албанија и Босна се со 0,63, Србија е доста повисока 0,68. И поради тоа ќе увезуваме и работна сила. Ето. Ние ги мораме зголемуваме квотите, се најавува и таква мерка, бидејќи се соочуваме покрај со се и со недостиг на работа. Владата треба да изнајде мерки и да направи тоа што е потребно, симулации, подобрување, да го задржи нашето население овде, луѓето да не се иселуваат, дури по можност да се работи и на тоа луѓе што се иселени од државата да се вратат назад. Последните 20 години се иселени 500.000 луѓе. Вчера гледав некои податоци на телевизија, од септември до сега 132 деца се отпишани од училиштата во Прилеп, 80 на деца од Штип. Значи Македонија се празни, луѓето се иселуваат, бараат подобри услови за живот. Македонија се наоѓа на географска позиција која што има одлични климатски услови, нема никакви потреби да се иселуваме надвор од државата, едноставно треба да го подобриме нашиот систем и да профункционира институциите, органите на државата и да направиме Македонија да биде за сите подобро место за живење. Председателот на Стопанската комора на Македонија Азески честиташе роден денот, првата годишнина од оваа актуелна влада и постави 5 прашања, меѓу кои и прашањето што е со студентите кои ги стипендираме и студираат на престижни универзитети во странство, зошто не се враќаат тука? Еве и вие го начнавте прашањето за недостиг на кадар и квалификувана работна сила. Дали овој индекс што го споменувате ќе се однесува за годините што доаѓаат, деценијата пред нас, меѓутоа каква е актуелната состојба сега? Еве вие во Сојузот на стопански комори ја предводите и комората за информатичка технологија и комуникација. Да. Имате ли кадар за таму? Се што правиме ние сега се одразува на иднината. Еве да спомнам само еден пример пред тоа. Има извештај од Светска банка исто така е направен, која што утврди дека послабиот квалитет на образование и степен на образование 2020 година поради ковид кризата и поради тоа што се одвиваше онлайн настава ќе ги чини учениците и студентите што студираа и учеа во тој период во нивната животна заработка 10 трилиони или 10.000 милиарди долари, значи една година по-слабо образование. Ние долги години во Македонија степенот на образование е прилично низок и сето тоа го покажуваат и индексите на човечки потенцијал. Ние за тоа викам јас дека резултатите треба да бидат мерките што ги предлага владата треба да бидат суштински, тие се едноставни мерки, само треба институциите да ги исполнуваат своите обврски. Министерство за образование, например, не е во можност да ги снабди учениците на 1 септември од прва оделение до 4-та година средна школа со учебници. Ние уште во моментот, веќе е второто полугодие, февруари уште малците почне март ќе се заврши учебната година, што се вика по одредени предмети се уште нема учебници. Тоа се одразува на квалитетот на образованието. Тие ученици што учат сега ќе дојдат на пазарот на труд за 10 до 15 години и компаниите сигурно нема да имаат квалитетна работна сила. И ние треба да образованието е основа на се. Од сегашното образование произлегуваат идните правници, економисти, доктори, градежни инженери и така натаму. Каква е моменталната состојба? Нека што ќе биде во иднина. Знаеме каква е состојбата во образованието, така е како што ја опишувате, многу работи недостигаат, меѓутоа каква е моменталната состојба? Имате ли кадар за вашиот сектор? Кадар во ниеден сектор нема, во информатика исто така нема кадри, многу луѓе се одселуваат во секторот информатика, тој овозможува и работа од далечина, така што било што може од Македонија да се работи, да се продава во светот. Када има големи светски компании кои што имаат отворено своји представништва, филијали во Македонија, тие вработуваат луѓе, они работат, произведуваат производи или сервисираат услуги за светскиот пазар, земаат значително поголеми плати од просекот во Македонија и тоа е добро, но не е одлично. Одлично би било тогаш кога македонските информатичари, македонскиот сектор би работел во собствени компании кои што произведуваат своји производи и ги продаваат на пазарот
и таа додадена вредност останува во Македонија. Сега македонските информатичари во најголем дел се ангажирани аутсорсинг во странски компании, тие странски компании ја имаат додадената вредност, а бенефитот за Македонија е тоа што само тие луѓе земаат малце поголеми плати. Нешто е слична ситуацијата како во текстилната индустрија, тоа е еден вид на лон работа, само што таму платите се многу помали. За да се смени ситуацијата, што е потребно? За да се смени ситуацијата се потребни повеќе работи, прво поквалитетно образование, друго брза имплементација на законски решенија од страна на државните институции. Не можат нашите државни институции да не ги препознаваат новите трендови, новите технологии во светот што се појавуваат и ние да касниме со децении позади тоа. Еве, например, ќе спомнам еден светски систем за плаќање PayPal, кој што, да речам, веќе е и застарен. Има нови технологии кои што се базираат на децентрализирани финансии, на блокчейн. Ние се уште во Македонија системот PayPal не е достапен за македонскиот бизнис. Тоа е компанија што е основана 2000 година со спојување на две други компании. Еден од најпрепознатливите светски системи е за плаќање и доколку сака некој од Македонија што живее во Македонија и има компанија да продава голем број на производи и услуги на странскиот пазар, е неопходно да има PayPal бизнис акаунт. Сите околни земји од Македонија веќе е достапен PayPal бизнис акаунт на кој што ќе можат да се примаат пари. Единствено во Македонија тоа не е достапно. Значи ние касниме со законската регулатива, со законските решенија. Ние како мала земја мора да бидеме брзи, брзо да имплементираме нешто ново што се појавува во светот. Министерството за финансии, Народна банка, останати институции кои што се инволвирани во тие сфери мора да следат кои се трендови во светот, што се случува, што се иновации. Сето тоа да го покријат со законски решенија и да овозможат луѓето што живеат на овој простор законски да работат. Например, ние имаме после тоа технологии, криптовалути, блокчейн технологии, non-fungible токен и така натаму. Словенија како земја многу брзо го адаптираше тоа. Имаат многу компании што значителни финансиски средства инкасираат од тие работи, а ние не сме во состојба да прифатиме нешто што се појавило пред 23 години и се бориме се уште за тоа. Тоа допринесува и луѓе да се иселуваат од државата, затоа што он сака да продава некакви производи или услуги во светот. Никој нема да плати ако ти во САД или во Франција или во Јапонија да кажеш дека PayPal системот за плаќање не ти е достапен и он не може твојот производ или услуга да го плати тоа. Без тоа е за него несватливо. Луѓето, јас сум имал контакти кај што они не можат да сватат дека во Македонија тоа не е достапно. Се прашува па како е тоа можно? Тоа е исто како сега некој да му каже дека нема мобилен телефон. Значи мора брза адаптација и законско покривање на нови технологии и нови трендови во светот. Добро, јас реков ја критикувате, вие рековте не критикувате, туку кажувате реална состојба. Еве да се согласиме дека прилично остро ја рецензирате актуелната состојба. И со овој стил и со овој начин на гледање на работите би ве прашал на тие средби со владата, со надлежните, се согласувате околу нешто или со различни очила и со различен светоглед гледате на нештата, бидејќи ако ја слушате владата, економската состојба во земјава е добра, прилично добро се справуваме со кризата. Имате ли заеднички средби, ви се слушали гласот, одите ли на состаноци таму и околу што се согласувате, околу што не се согласувате? Ние имаме заеднички средби и учествувавме на одредени групи од владата чија што задача беше надминување на енергетската криза. Ние таму дававме наши предлози и дел од тие предлози и беа прифатени. Дел од предлозите беа прифатени, еден од нашите предлози и ние како Сојуз на стопански комори се изборивме за тоа прехранбената индустрија да добие повластена цена на електричната енергија. Имавме одредени други барања побрзо да се скратат законските процедури за издавање на дозволи за фотоволтаици, градење на капацитети за обновливи извори на енергија. Во тоа што сме учествувале, сме давале мерки, дел од нив биле прифаќани, дел од нив не биле прифаќани. Меѓутоа, треба државниот апарат во Македонија е прилично голем, има многу голем број на вработени во државните институции. Едноставно со една реченица би можело да се каже тие треба да почнат да ја работат работата што
ја работат и за што се основани. Да, кога ве прашав кои мерки и што како деловна заедница, како бизнис заедница, како Сојуз на стопански комори очекувате од државата, вие со под еден наслов го сместивте тој сет на мерки и велите државните институции за што се основани и платени да почнат да си ја работат својата работа. Да. Нешто малку по-конкретно да изелаборирате, што конкретно како мерка во наредниот период би помогнало на бизнис заедницата и на целата држава со тоа, бидејќи вие ги организирате најголемиот број на мали и средни предпријатија во Македонија да опстанат и да размислуваат на развој, не само на опстанок. Треба да се обезбеди електрична енергија што ќе овозможи цена на електричната енергија што ќе овозможи нашата економија да биде конкурентна. Не може да плаќа нашата економија 5 пати повисока цена на електричната енергија од околните земји. Треба да имаме брза имплементација на законски решенија. Треба PayPal системот да биде достапен. Треба се што е современо и што се трендови во светот, ние тука да добиеме веднаш законски регулативи, тоа да биде поддржано. Треба учениците на 1 септември да ги добијат сите книги што треба и да почнат да учат, за да ние после 10 години имаме квалитетен кадар. Треба да се обидеме да го задржиме нашето население овде, да ја намалиме корупцијата. Треба да ја искорениме сивата и црната економија. Тоа е една од задачите и мерките што владата треба да ги направи, а исто така не чини финансиски средства. Ние во моментот според Finance Think 23,2% е сивата економија, нелојална економија или во финансиски средства и кажано 2,5 милиарди долари се сива економија која што е директен конкурент на реалниот бизнис. Тие луѓе, црната економија воопшто немаат никакви компании формирано, работат скрос на црно, не плаќаат никакви давачки, се нелојална конкуренција на реалните фирми, сивата економија. Исто така тука државата има многу инструменти како може бесплатно, без финансиски средства да го направи тоа. Треба да видат кој дава огласи да продава одредени производи или услуги, а нема формирана фирма, кои се тие што преку Facebook групи продаваат разноразни производи и услуги, да им се јават да ги проверат кои сте, имате фирма, немате фирма, како се увезува нешто во државата, разноразни производи кои што се продаваат на килограм. Едноставно механизмите кои што по кои што може да треба да со еден збор треба да профункционира системот. Може многу да се збори, но суштината да. Во ред, кога ги имаме предвид сео што го зборувате во изминатите минути, кои би биле најголемите закани, ризици или реални предизвици за македонската економија во предстојниот период, во оваа 2023? Најголем ризик за Македонија, македонската држава, македонската нација и македонската економија е одливот на население од Македонија. Ние даваме на бесплатно образование на учениците од основно образование, од средно образование, од факултети и кога тие млади луѓе ќе го isfinansirаме сето тоа, кога они ќе треба да допринесат за развојот на државата, за зголемување на бруто домашниот производ во државата, тие како готов кадар се иселуваат во некоја друга држава, во некоја друга земја. Најголем предизвик е да го задржиме населението овде, дури по можност да направиме мерки и да вратиме дел од иселеното население во Македонија. Нема работен кадар, македонската економија се соочува со сериозен недостиг и на квалификуван и на неквалификуван работен кадар, едноставно компаниите не се во можност да функционираат. Ова е долгорочно и системско решение, треба да се направи стратегија за да се задржат младите овде. Нешто што се вели краткорочни решение, дали имате како Сојуз на стопански комори или во заедништво со останатите бизнис комори во Македонија комуникација со владата во креирање на некакви краткорочни мерки за ублажување, односно за пребродување и на оваа 2023 која економски ќе биде тешка година? 2023 најверојатно ќе биде економски потешка година од 2022, доколку не се појави некој значително намалување на енергенсите. Во светот се предвидува дека ќе има рецесија, 19 земји што користат евро предвидеа дека ќе бидат во рецесија, Америка е или на рецесија или на позитивна нула. Во Македонија треба да се оцени што е тоа што најдобро ќе помогне во овие услови, со најмали финансиски средства да постигнеме најдобри резултати. Така и на крај би ве прашал со еден збор за повеќе прашања, бидејќи вака бевте прилично
екстензивен во одговорите, не ми оставивте доволно време да прашам за сега, сакав да прашам генерална оценка на Сојузот на стопански комори за новата даночна реформа што предвидува даночење на екстра профитот, или за оние минатогодишни реформи кои беа донесени и кои се оспорувани од бизнис заедницата како недела, неработен ден, минималната плата, најавите за нови вработувања и континуитетот на новите вработувања во јавната администрација. Вие рековте имаме доволно јавна администрација која треба да почне да си ги работи работите, меѓутоа дали има превработеност? Генерално, каква е вашата оценка во однос на овие конкретни работи? Во Македонија реалниот сектор се соочува со недостиг на работна сила, многу луѓе се иселуваат. Ние како едно првично решение гледаме во тоа да вработени од државните институции, од јавната администрација да не се вработуваат таму, да преминат да работат во реалниот сектор, со тоа да бидат на страната која што го зголемува бруто домашниот производ и GDP-то го полни буџетот, а не на страната која што ги троши тие средства. И сметаме дека во првичен момент еден мал дел од потребите на македонската економија може да биде задоволен од вработени кои што се работат во јавната администрација, дека не треба луѓе да се вработуваат дополнително во јавната администрација, дека треба тој број таму да се намали. Значителен дел од буџетот во државата се троши на плати во јавната администрација, на социјални трансфери, износот за капитални инвестиции, процентот од буџетот за капитални инвестиции од година во година е во намалување, а тоа е еден од посуштинските начини капиталните инвестиции како може да се помогне на стопанството. Доколку се инвестира во училишта, згради, патишта, мостови, болници и така натаму, со тоа на реален начин се помогна на стопанството, затоа што на стопанството му се обезбедува работа, тоа може да работи, да вработените да бидат ангажирани, да се продаваат производи, услуги и така натаму. Во однос на даноците не сме за тоа да се зголемуваат даноците. Ние мора со даноците да бидеме конкурентни на околните држави. Во околните земји данокот на добивка секаде е 10%. Ние не мора, ако го покачиме тоа ќе бидеме неконкурентни во однос на останатите држави. Зафатите бруто платата во Македонија е меѓу повисоките од околните држави. Некаде ние бруто платата е 53% од нето платата и сме таа износ од бруто плата што се задржува. Добро, прашањето беше за оваа конкретна нова даночна реформа со која е предвидена над компаниите кои имале повеќе од 10 милиони евра промет и над 20% профит да бидат нашиот став тука е дека не сме за тоа да има екстра одданачување, туку треба да се реши сивата и црната економија, во системот да влезат тие 2,5 милиарди евра што се сива економија и да се одданочат со данок тие што сега не плаќаат никаков данок, а не да се прават нови даночни зафаќања од компаниите кои што легално работат и кои што плаќаат даноци. Размислува ли некоја членка на Сојузот на стопански комори за нови вработувања, за нови инвестиции во вакви услови, кога на пример се оспорува и почитувањето од страна на надлежните институции на даночниот календар кој е договорен? Има ли предвидливост во македонската економија? Нема предвидливост. Не размислува никој за нови инвестиции. Нивото на инвестиции најверојатно ќе биде намалено затоа што и кредитите во банките, процентот на камати значително се зголеми. Останатата клима не е добра бизнис клима во Македонија, така што многу компании кои што си прилично етаблирани, големи компании веќе не размислуваат за инвестиции. Едноставно во последно време сум се сретнал со повеќе луѓе кои што веќе се изморени од борбата во Македонија и настојуваат и да ги продадат своите бизниси, да не речеме да се одселат од државата. Затоа мора нешто посуштински да преземеме, да направиме и да ги направиме условите за работа пореални, пофер и подобри во Македонија. Господин Симов, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телмо. Благодарам на поканата уште еднаш.